Прв дневник на Сител, добро вечер. Вистински хорор со месеци се одвивал за 13-годишно девојче од Скопје. 51-годишниот очув ја силувал додека мајката била на работа. Сценариото да биде уште поужасно. Неодамна ја силувал и незината најдобра другарка додека била кај нив на гости. Им се заканувал на децата тајната да остане меѓу нив. Мајката и таткото на другото девојче случајот го пријавиле вчера. Сања Димитровска ги има деталите. Малолетно девојче со месеци под сексуална тортура од очувот. Со закани дека нема да ја дава пари и дозвола да се дружи со другарките. 51-годишниот педофил од Скопје го користел времето кога мајката била на работа и се изживувал врз девојчето кое нема ниту 14 години. Насилно ја соблекувал и ги допирал градите и половиот орган, а за време на сексуалниот чин ја држал раката на нејзината уста за да не може да вика помош. Грозоморниот случај на силување и педофилија во полиција го пријавила нејзината 32 годишна мајка, која на 5 овој месец дознала за монструозното однесување на сопругот и за драмата која со месеци се случувала во нивната семејна куќа. Тој ден девојчето било силувано последен пат. Откако го однела полубратот во училиште, се вратила дома и легнала да спие. Но очувот ја упаднал во собата, ја разбудил и ја принудил на сексуален однос. Педофилот не застанал само кај покерката. На 30 минати од месеци се заканил да ја донесе и нејзината другарка и неа ја силувал откако претходно ја заклучил влезната врата на куќата. Силувачот е приведен во полициската станица во Газибаба и веќе е изведен пред истражен судија. Уште еден напад врз малолетничка и тоа од страна на попишувач во Куманово. Денеска околу 12:30 во домот на РБ од Куманово дошле двајца попишувачи, од кои едниот бил Алили Севдали. Во еден момент попишувачот побарал да оди во тоалет, па 16-годишната ќерка му покажала каде е. При излегувањето тој почнал насилно да ја бакнува. Случајот го пријавил незиниот татко. Полицијата превзема мерки за целосно расчистување на случајот. Колку се чести ваквите случаи и како да се заштитат децата од злоупотреби? Сања Димитровска разговара со експерт. Ја вклучуваме во живо од плоштадот Македонија. Сања, повели. Така, цаци со нас е директорот на првата детска амбасада Мегјаши, господинот Драги Змијанац. Господине Змијанац, слушнавте значи за овие случаи на педофилија, како реагира и како ќе реагира првата детска амбасада? Како и секогаш, значи не е доволно да се згрозиме, да ги евидентираме случките и да продолжиме понатаму. Покрај зголемување на казните за педофилите за родоскрнавање и сексуална злоупотреба на деца од 15 години понагоре, сметаме дека е многу важно да се охрабрат децата и родителите да го пријавуваат насилството на деца чии жртви се во овој случај мајката била храбра и во многу ретки случаеви мајката се става во заштита на детето, вообичајно во поголем процент се ставаат во заштита на родоскрнавувачот, односно педофилот. Значи не е доволно само да се пријави, туку треба да се делува превентивно. А превентивно треба да се едуцира децата уште во училиште, како да препознаат несоодветно однесување од страна на возрастен, дека не секогаш доброто однесување на возрастниот значи сигурна безбедна средина и на време да реагираат и родителот, старател и детето. Ние се залагаме секогаш за вакви кривични дела максимална казна. Сметаме дека покрај репресивна компонента треба да има и превентивна, затоа што се додека се случуваат вакви настани за една недела 3 случаеви на педофилија, тоа значи дека ни осуствува систем на сигурна заштита и безбедност на децата од страна на родителите и институциите на системот. Јас знам дека за оваа тема може да се зборува со саати, меѓутоа во интерес на времето ви прашал уште едно прашање, колку казнената политика, односно казните кои што ги добиваат овие педофили се доволни? Доволно е секогаш ако бидат на сигурна изолација и оддалеченост. Значи првата детска амбасада во Светот Мегјаши се залага за доживотна казна затвор од едноставна причина што нема сигурен третман за овие сторители на кривични дела кои најчесто го повторуваат делото. Значи се залагаме исто така за еден централен регистар за архива на досега осудени педофили за да можат родителите и најблиските да знаат кој живее во неговото соседство, максимална казна и доколку се на слобода, под строг надзор на центрите за социјална работа, полицијата со медикаментна терапија, така наречена хемиска кастрација, да бидат на сигурно дека овие повратници нема да го повторат делото. А за девојчето мора да има прифатилиште, не само за овој случај, за многу други, за згрижување на деца жртви на сексуална злоупотреба, затоа што првите 72 часа се неопходни да се ресоциализираат децата и да бидат на сигурно. Никако да се врати во семејството, во средината каде што се случило насилството, затоа што многу често под притисок на најблиските децата ги менуваат изјавите.
Добро, господине Змијанац, јас ви благодарам. Значи, цаци ова накратко беше ставот на директорот на првата детска амбасада Мегеши. Сања, јас само би сакала едно кусо прашање до господинот Змијанац. Во Америка постојат веб сајтови на кои во секој момент може да се лоцираат и да видите кој живее веднаш до вас. Доколку постои некое лице кое што е осудено за педофилија, вие тоа можете да го дознаете со еден едноставен клик на интернет. Колкави трошоци се тоа да се направи во Македонија и дали постои таква иницијатива? Секако дека постои тој американскиот модел и во други западноевропски земји. Во Канада постои болница, изолација цел живот, педофилот е на сигурна оддалеченост, значи никако да работи или да биде во близина каде што може да нападствува, силува или злоставува дете. Имаат граѓаните иницијатива да имаат пристап на досега осудени педофили, затоа што ние имавме обука и со суди и со полиции, каде што врз основа на фотографии на досега осудени педофили, судиите не можеа да погодат по изглед кој може да биде педофил. За среќа полициските инспектори неколку од нив погодија, значи физичкиот изглед не е доволен да бидеме сигурни дека педофилот е на сигурна оддалеченост. Тој може би да е тука покрај нас, да работи со деца и да биде потенцијално опасност за нашите деца. Добро, ви благодарам. Сања, ви благодарам за ова јавување, му благодарам и на гостинот. Продолжуваме понатаму со вестите. Екс-синдикалниот лидер